Еднаш многу одамна едно малечко дете за роден ден добило подарок кутија со играчки. Внатре во кутијата биле сместени 25 оловни војничиња направени од една стара голема оловна лажица. Детето многу се израдувало на подарокот и веднаш ги поставило војничињата на масата, каде што имало и многу други играчки. Сите војничиња биле исти, носеле црвено-сини униформи, а пушките ги држеле високо исправени подпирајќи ги на своите раменици. Биле наместени во строј и спремни за марширање. Вака започнува една од најубавите приказни од данскиот писател Ханс Кристијан Андерсон, посветена на љубовта помеѓу две играчки. Пред се сум многу среќен и радосен поради повеќе причини. Една од причините е што работиме дело на Ханс Кристијан Андерсен, Оловното војниче, кое што е многу познато. Андерсен како автор сам по себе е исто така фантастичен, генерации и генерации израснале со неговите дела. А од друга страна сум радосен за тоа што Филип како композитор се осуди на еден храбар чекор и напиша композиција која што ќе биде праизведба. Атмосферата во филхармонија е секогаш прекрасна, соработката со Боријан Цанев како диригент ни е на највисоко ниво, соработуваме долги години, само се надополнуваме еден со друг и мислам дека тоа надополнување ќе вроди со еден прекрасен резултат токму и сега. Композицијата сочинува еден симфониски циклус кој се одвива паралелно со раскажување од страна на аниматор и е вистински благодет за младата популација. После долги години се појавува македонски автор кој што напиша музика за деца со аниматор. Делото е интересно концепирано. Лајтмотивски ги отцртува главните ликови во приказната. Приказната инаку под текст на Ханс Кристијан Андерсен. Балерината отцртана со обоата, војничето отцртано со труба и така натаму, играчките со ксилофони, со голем дел од оркестарската палета која што е на располагање. За мал состав, по еден дувачки инструмент, 3 хорни, мал гудачки состав и повеќе удирачи. Се надевам дека ова дело има можност и предиспозиции да продолжи понатаму да ги едуцира младите. И особено ми е драго да се враќаат оние деца кои што не одат во музичко училиште, кои што не се занимаваат со музика, да доаѓаат се почесто на овие концерти. Да избегаат од секојдневната реалност, од голем број кич уметност кој што се појавува во етерот во моментов и да доаѓаат и да распознаваат она кој што е вистинска уметничка вредност. Во случајот детски концерт кој што ги представува инструментите, кој што едуцира публиката и се надеваме дека голем дел од тие деца утре може би велам ќе се занимаваат и со музика. Изведбата на ова дело е од големо значење, бидејќи представува водич за млади низ оркестарскиот звук, инструментите и музичките форми и на тој начин се очекува да поттикне интерес кај младата популација за музиката и свирење инструмент.